И ете, девица ќе зачне и ќе роди син и ќе му го дадат името Емануил, што значи Бог е со нас. Евангелието според Матеј започнува со родослов. На прв поглед изгледа како список на имења, но во суштина испреќа многу важна порака. Во Исусовиот родослов се спомнуваат цареви, пастири, праведници и грешници, верни и неверни. Има убијци, прелюбници, луѓе со лошо минато и тешки гревови. Ке среќаваме Аврам, човек на ветувањето кој учи да верува. Давид, царот според Божјо срце, но и човек што тешко сгрешил. Тамара, Рахав и Рут, жени со комплицирани и болни животни приказни, кој Бог не ги отфрлил, туку ги вклучил во планот на спасението. Евангелистот не сака ништо да сокрие, ниту пак да разубави. Напротив, тој ни покажува како Бог влегува во историјата и ни покажува дека неговата љубов не се плаши од нашата слабост. Токму во таа човечка ранлива историја Бог одлучува да се роди. А со тоа ни открива една голема вистина, дека спасението е дар за оние што се подготвени да му дозволат на Бог да делува во нивниот живот. Како што грешниците од родословот стануваат дел од Христовата лоза, така и ние денес со сите своји слабости и рани, па и гревови, сме повикани да му дозволиме на Бог да дејствува во нашите животи, да станеме наследници на Царството Божјо. И овој Божиќен пост не подсетува дека Бог и денес сака да влезе во нашите животи токму таму каде што сме најранливи. Христос не доаѓа кај луѓе со чисти биографии, туку кај оние што имаат потреба од спасение. Бог со нас, Емануил, е подсетување дека тој е верен на ветувањето. Тој останува предизвик. Во престерт на празникот Рождество Христово, погледни го собствениот родослов. Погледни во твојата историја, во одлуките што си ги направил, а и раните што ги носиш. Дали веруваш дека Бог може и од твојот живот да изведе нешто ново? Овој Божиќен пост е повик на преобраќање, да му дозволиш на Христос да влезе во твојата конкретна реалност и да ја преобрази. Не чакај да станеш совршен. Дозволи му тој да те обнови. Божик започнува таму каде што Бог е прифатен.